Ги следите регионалните вести. Православните верници денес го празнуваат денот посветен на светецот Свети великомаченик Георги Победоносец. Со света божествена литургија во црквата Свети Георги во местноста Чука во близина на Волковија, на која чинно начествуваше митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија господин Јосиф, започна чествувањето на денешниот празник, што и патронен празник Нова село. Во црковниот двор беше извршен и мал водосвет. Христос воскресе, навистина воскресе, се уште сме во празнично расположение по повод празникот Воскресение Христово или Великден. Денес го празнуваме празникот посветен во слава и чест на Свети Георги Победоносец, празникот Ѓурѓовден, кој спаѓа како светител во плејадата на светите великомаченици. Исто така, денеска го празнуваме и празникот Преполовление на празникот, или така наречена, познато кај народот под името Руса Среда. И по тој повод неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф благоизволи денеска да отслужи света божествена архиерејска литургија токму тука на ова место кај што и се наоѓаме, а тоа е просторот наречен, местноста наречена Чука, во сослужение со свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Славењето на празникот Свети Георги има посебно значење за дел од верниците муслимани, кои денеска заедно со жителите од православна вероисповед го празнуваат Ѓурѓовден. Можда не цел век така постоел тука манастир и конаци. Имало игумени, владика, и кога е дошле, бегот кога е дошол тука да ги изгони од овој дел, имало борба меѓу бегот и владиката или надлежниот архиереј што бил во манастирот, и борбата се водела токму тука негде на овој дел. Се водела безпоштедна борба меѓу попот и бегот, и дури дошле паднати на земја и мислеле дека се двајцата починати. Меѓутоа, после известно време се освестува, попот тргнува нормално према христијанскиот дел, према нашево село, а бегот тргнува према гостиварскиот дел, сега Чегране кај што живеат муслимани. И токму се тие две обележја кај што таму према Чегране има еден камен, постои камен кај што починал бегот, кај што му излегло душата, а попот кој што бил надлежен тука за овој манастир, баш токму кај овој крст сега кај што е поставен, тука му излегува душата. Традицијата значи е таја што празникот го слават и муслимани и православни. На овој ден, Ѓурѓовден, идат и православни, и муслимани, и роми, и секаков народ. Овде, кога починал владиката, има обележено камче. Тоа камче било оставено така, после ми го созидаме, го спремаме, зашто за порано го земали чегранци во соседното село и тоа се враќало назад. Тоа е жива вистина. Во минатото во местноста Чука на овој ден имало повеќе народ, велат присутните. Тоа било напред било Ѓурѓовден. Овде тоа сум нешто, дојдеме највише да имаме, се собираме, се познаваме, јадеме нешто, пиеме. А вака правиме некој муабет, како кој живи, што живи, каде живи, тоа е работа. Друго нешто не. Дали овој начин на живо заедништво го практикувате, да речеме? Стално, заеднички да. Стално. Фала Богу, овдека нема никогаш и нема да има. Многу добро го празнуваме. Ние сме села блиски, Теново, Стенче, Волковија, Миледино, сега се береме тука и го славиме се, гледаме со другари, со селјаци, со... Како? Традицијата иста. Па сега може што е работен ден, малку можда, ама рано е уште, ја мислам, можда и сиромаштија да не фатила. Тоа е сега, што друго не можеме да поправиме ние ништо. Прославата продолжи со веселба во местноста Чука, каде се претпоставува дека во минатото постоеле голем број на манастири. Свети Георги или Ѓорги е роден во Кападокија. Георги во својата 20-та година стекнал чинот трибун и како таков служил при царот Диоклецијан. Кога овој цар започнал гонење на христијаните, Георги истапил пред него и одважно изјавил дека е христијанин, поради што царот го затворил и мачел. Со молитви Георги се исцелил, а кога воскреснал еден мртовец, тогаш многумина ја примиле христијанската вера. Пригодно одбележување на празникот се одржа и во истоимениот манастирски комплекс во Мала Речица.
Манастирската црква посветена на Свети великомаченик Георги Победоносец во Мала Речица денес го одбележуваше празникот посветен на својот патрон. Верниците во голем број пристигнуваа на денешното празнување кое започна напладне со мал водосвет и осветување на славскиот колач од страна на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Еве денеска, после божествената литургија која што богослужевме во манастирот Свети Ѓорѓи во Волковија, црковниот одбор овдека при храмот Свети Ѓорѓи манастирот во Мала Речица не покани да светиме вода и да ги прекршиме празничните лебови. Денеска е празникот Свети Ѓорѓи, кој што е маченик, кој што пострадал во 303 година во времето на царот Диоклицијан. Пострадал маченички за верата Христова, бидејќи не сакал да се откаже од својата прадедовска вера. Сите оние кои го слават овој празник, го носат неговото име, нека им биде честит празникот, честити слави, благослов во нивните домови, во нивните семејства за многу години. Делењето на парчиња од славскиот колач беше начинот на кој се определија новите 15 кумови за прославата за наредната година. Супер, пресреќни, радосни, на сите им пожелувам успех во животот, во работата, све, сите секогаш да бидеме заедно веќе. Дали прв пат ви паѓа паричето и какво е чувството? Па ти кажем година ми паѓа прв пат, мислим. И чувството е супер. Да со мајка ми сум дојден, со зет ми, со сестра ми оде сум дојден. Од Теарце, да, така специјално дојдовме да го посетиме манастирчето, црквичето и така среќата ми се насмина за прв пат. И на сите пожелувам кои не добиле наредната година да им се насмина на сите среќата, им посакувам на сите здравје, среќа, радост, на моето семејство и на сите луѓе околу што се тука и што не се тука и се најубаво во животот да биде весело. И децата имам во Америка и на нив среќа, радост Господин даде. Јас сум Милан Стековски, доаѓам од Палише и имам 9 години. Годинава тебе ти падна паричката? Да. И како се чувствуваш? Дали си среќен? Да. Меѓу верниците на кои минатата година им падна паричето беше и нашата колешка новинарка на телевизија КИС Сонја Стрезовски. Кумството й донесе среќи и нови радосни моменти во животот. Ако досега верував дека паричката носи само убави работи, од лани уште повеќе верувам во ова, затоа што еве имав убава година зад себе и исполнување на мојата најголема желба, можеби која што никогаш сум ја имала замислено. На новите кумови им посакувам исто толку убава година колку што имав јас, многу среќа, здравје, беречет и се надевам дека еве наредната година новите кумови ќе можат да бидат дел од оваа прослава во осветен манастир. Лани бевне тука, јас сум Драги Атанасовски од село Долно Селдарце. Бевне тука исто присуѓено на Свети Ѓорѓија во Мала Речица и бевне кумови. Ова година веќе додовме па да се одужиме према Господа и према Светот со Свети Ѓорѓија. Добро, годината е напредна и така пожелувам на сите кои каква душа има, какво срце, така Господа му даде. Секому и нас. Тоа е од мене. Инако сме добри, работиме, ствараме и даваме кај што треба. Од иницијативниот одбор на црквата во Мала Речица најавуваат нови работни активности се со цел враќање на сјаот на црковното светилиште. Што може да видите дека манастирот си го добива својот сјај. Веќе една година се возобновува интензивно. Во тек се активности во две фази, значи е надворешниот дел, односно уредување на конакот на кујната и на летницата, и цртање, односно зографисување на самата црква. Во текот на 2015 година донесен план од страна на црковниот манастирски одбор да се овие активности интензивираат и како што спомена владиката да завршат со крајот на 2015 година и на почетокот на 2016 година кои ќе бидат во целост завршени сите активности да биде манастирот повторно осветен. За присутните верници беше подготвена братско-сестринска трпеза на љубовта, а звукот на традиционалната македонска песна го разубави празничниот ден во Мала Речица.
Сдруженијето Мултикултура традиционално по 5 пати организираше манифестацијата Недела на различности. Главната цел е оваа недела да се промовираат заедничките вредности без разлика на социјалната, политичката и етничката припадност, преку промоција на храна, нови таленти и дела на средношколци. Традиционално по 5 пат Сдруженијето Мултикултура ја организира манифестацијата Недела на различности. Централниот настан се одржа денес во трговскиот центар Ремол, при што беа промовирани организациите, нови таленти и дела на средношколци, а имаше и забава за најмалите, без разлика на социјалната, политичката и етничката припадност. Активностите продолжуваат и следните 2 дена. Ова е настан каде што се рефлектираат сите култури на етникумите кои живеат во нашиот град. Денес да почнуваме со централната манифестација тука во Ремол, каде што може да видите имаме детско катче, имаме традиционална и модерна храна, имаме уметничко катче каде што се промовираат нови таленти. Исто така имаме изложба со дела на учениците од средните училишта и имаме секако штандови со здруженијата на граѓани каде што може да ја промовираат својата работа. Недела на различност се продолжува утре во Гостивар, каде децата од дневен центар Гостивар и дневен центар Тетово ќе се дружат заедно и ќе ги славиме заедно различностите. Целата недела ја заокружуваме на 8 мај, кога заедно со нашите волонтери и со учениците од Средното стручно училиште Џоце Стојчевски ќе ги посетиме културните споменици, но и 2 конфекцијски фабрики во Штип и Кочани. Недела на различности е недела каде ги славиме вредностите без разлика на етничката, верската или расна припадност. Јас сум Стевица Младеновски, волонтер во Мултикултура. Недела на различности за мене представува недела каде што се дружиме и се запознаваме сите без разлика на религија или вера. За нас како волонтери овој настан е од големо значење поради тоа што ние стекнуваме со големо искуство, бидејќи учествуваме директно во организацијата на овие настани, имаме своји активности, како и тие активности носат и одговорности. Настани како овој се од големо значење за нашата заедница, поради тоа што тука живеат различни етникуми, навистина за поздрав е напорот што го дава Мултикултура со цел да не сближи сите и да не оттргне од сите предрасуди и стереотипи што ги имаме едни за други. Недела на различности е настан поддржан од NCBI Швајцарија. Грчкиот амбасадор во Македонија Теохарис Лалакос денес беше во посета на општина Гостивар, каде оствари средба со градоначалникот Невзат Бејта. Импресиониран сум од тоа што имате добар соживот, а тоа е важно за мирот како на локално ниво, така и за во соседството, порача Лалакос. Соработката помеѓу општините добива се поголема важност. Нашата намера и цел се насочени кон продлабочување на тие врски, не само со општините што се близу до границата, туку и со оние од натрешноста. Особено сум импресиониран од впечатокот дека тука во Гостивар има соживот на повеќе етнички заедници, што е важно како за мирот на локално ниво, така и за во соседството на регионално ниво. Го информирав амбасадорот за историјата на нашиот град, дека во нашиот град живат албанци, македонци, турци, роми и други. Амбасадорот да организира една посета, ние да се дружиме со еден од градовите во грчката држава и да земаме искуство и таа искуство да го пренесеме во нашиот град и да го видат нашите граѓани. Реката Пена се излеа од своето корито пред мостот на булеварот Видое Смилевски Бато во Тетово. Управата за хидрометеоролошки работи издаде вонредно предупредување за зголемување на водостојот на реките од Шарпланинскиот масив.
Деновиве реката Пена го достигна највисокиот водостој последниве години, што услови вчера водата да се излее од своето корито пред мостот на булеварот Индустријска. Граѓаните кои живеат во околните населби се загрижени од крајниот исход на оваа новонастаната ситуација, особено што Управата за хидрометеоролошки работи издаде вонредно предупредување за зголемување на водостојот на реките од Шарпланинскиот масив, како што стои во нивното соопштение. Брзото топење на снегот ќе ослободи соодветни количества на вода, па во следниве денови се очекува зголемување на водостојот, особено на планинските водотеци од Шарпланинскиот масив. Од УХМР предупредуваат за внимателност при движење во планинските делови. Од Центарот за управување со кризи регионално одделение Тетово не изјавија дека се запознати со ситуацијата, а ни потенцираа дека тие во повеќе наврати ги информирале другите надлежни органи дека делот од коритото пред мостот на булеварот Индустријска и во делот каде Пена се влева во реката Вардар кај селото Сарачино се две точки каде може да се случи излевање на речната вода. За повеќе информации не упатија кај кризниот штаб во општина Тетово, но и покрај сите напори и телефонски јавувања не успеавме да добиеме информација од општинските власти што планираат доколку реката Пена се излее од коритото и во најлош случај ги поплави околните објекти. За окружувањето на проектот за реновирање на училиштето во Гостиварско Чајле денес беше одбележано со пресекување на црвена лента, пригодни свечености и спортски активности. Учениците во основното училиште во Гостиварско Чајле добија подобри услови за настава во подновени и реновирани училници. Успешното реализирање денес се прослави со пригодна свеченост и пресекување на црвена лента. Реновирањето се спроведе во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Целта ни е да ги научиме новите генерации дека училиштето е место кое возможува услови да се подигне свеста за разновидност, создавање почит кон сите етнички заедници и негување на културните разлики. За реновирање на училниците, промена на прозорци, врати и други зафати биле обезбедени $27.000 од Европската команда на Американската војска, како и околу $4.000 од општина Гостивар и училиштето. Проектот за меѓуетничка интеграција училиштето во Чајле го спроведува во партнерство со Гостиварското основно училиште Единство. We will cut a ceremonial ribbon to celebrate the completion of a number of important renovations to your school. Вашето училиште сега има тим обучен за концептите на меѓуетничка интеграција во образованието и за пофалба е што сте воспоставиле партнерство со училиштето Единство. Веќе работите заедно и планирате голем број на заеднички ученички активности кои ги вклучуваат учениците, родителите и наставниците. Гостите денес имаа можност да ги разгледаат заедничките проекти на учениците, нивните уметнички дела, како и да бидат дел од спортските активности. Триесет и 6 полицајци и 4 демонстранти повредени на вчерашните протести пред владата побарале лекарска помош во скопските болници. Најголем број од нив завршиле во ургентниот центар со лесни физички повреди. Оттаму информираат дека вчера интервенирале кај 23 лица кои во текот на протестите се здобиле со расекотини по рацете и нозете, со модрици и со нагмечувања. 20 од нив биле полицајци и само 3 демонстранти. По укажаната лекарска помош сите биле пуштени дома, односно ниту еден не бил хоспитализиран. Во хирушката болница Свети Наум Охридски вчера биле примени 15 мина полицајци. Речиси сите имале повреди на главата. 6 мина ноќта ја поминале во болница, другите биле пуштени дома. Утрина во уште 4 заминале на домашно лекување, односно во моментот се хоспитализирани само 2 полицајци. Нивната состојба постојано се следи, информираат од болницата. Само 2 лекарска помош побарале во новата градска болница 8 септември. Станува збор за 1 полицаец и 1 демонстрант кои поминале со лесни телесни повреди. Полицаецот имал повреди на нозете без кршеници. Цивилното лице завршило со повреди на грбот и на главата, кои според неговите изјави во болница ги добило од удари со пендрек.
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска изјави дека вчерашните протести биле ванделски напад врз полицијата. Според неја полицијата не употребила прекумерна сила врз демонстрантите. Таа информира дека биле повредени 38 полициски службеници, од кои 6 посериозно, а 30 демонстранти биле приведени, од кои 2 малолетници. Јанкуловска додава и дека полицијата влегла во градската библиотека Браќа Миладиновци и дека таму привела едно лице. Акцијата во читалната, како што наведе таа, била легитимна. Од невладината организација Цивил денеска реагираат дека полицијата синоќа безмилосно ги тепала демонстрантите. Според нив засега е непознат бројот на демонстрантите кои биле тепани, малтретирани и навредувани, а дел од нив и приведувани без никаква основа и појаснување. Според информациите на Цивил, во притвор во полициската станица Пролет се 10 лица, а 17, вклучувајќи 3 жени, се во полициската станица во автокоманда. Некои од демонстрантите, како што наведуваат, биле изведени пред суд и им се закануваат со кривично гонење без никаква основа. Од Цивил наведуваат и дека според извештаите од теренот сите приведени биле тепани, откако биле совладани, не пружале никаков отпор, биле легнати на земја и имале лисици на нив. Демократската обнова на Македонија на вчерашната седница на извршниот одбор на партијата донела одлука за излегување од владината коалиција. Според соопштението на седницата било заклучено дека со таквиот чекор Дом ќе помогне во разрешувањето на длабоката политичка криза која е закана за стабилноста на Македонија. Одлуката, како што наведуваат од Дом, ќе биде предложена на Централниот одбор, што ќе се одржи наредните денови. Неколку случувања се регистрирани во билтенот на СВР Тетова. Тетовската полиција соопшти дека на 2 локации во Седларево се откриени вкупно 17 метри огревно дрво кои потекнувале од нелегална сеча. Дрвата се потигнати и предадени на шумската полиција. Истрагата продолжува со цел да се откријат сторителите. Во полициската станица во Гостивар се приведени 3 државјани на Албанија поради сомнение дека се извршители на кражби. 39 годишен тетовчанец поради повреди во сообраќајка на улицата Илинденска во Тетово при судир на 2 возила заврши на клиниките во Скопје. Сообраќајка со судир на 2 возила се случила и кај Бигорски манастир, каде 2 лица здобиле полесни повреди. Минијатурните народни носи од Гостиварскиот, Мавровскиот и Реканскиот крај повтор пат ќе бидат изложени во Гостивар. Изложбата се отвара утре вечер во 19 часот во Центарот за култура. Куклите во народни носи од Полошкиот крај повторно ќе бидат изложени пред гостиварци. Поради голем интерес, изложбата на куклите облечени во уникатни минијатурни носи се организира повтор пат. Изложбата ќе биде отворена за посетителите утре вечер во Центарот за култура Асном во Гостивар. Изработката на традиционалните носи од регионот на Гостивар, Мавровскиот и Реканскиот крај во минијатура го заслужува вниманието на публиката и затоа сметавме дека е добро уште еднаш да ги изложиме во Гостивар, велат организаторите од Сдруженијето Културен бран. Почетокот на изложбата е закажан во 19 часот. Проектот за изработка и презентација на народните носи е поддржан од Министерството за култура и Гостиварскиот центар за култура. Хуманитарната организација Спасете ги децата соопшти дека околу 40 мигранти се удавиле во Средоземното море на 3 мај според наводите на преживеаните кои денеска пристигнаа на италијанскиот остров Сицилија. Портпаролот на организацијата изјави дека африканските мигранти ја соопштиле бројката кога пристигнале на пристаништето во Катанија. Трговскиот брод од Малта ги спасил мигрантите кои биле околу 240 на број и кои патувале во 2 гумени чамци од Либија. Останатите се удавиле бидејќи не знаеле да пливаат. Судот во Кабул ги осуди на смрт 4 прво обвинети во процесот против бруталното убиство на младата афганистанка Фанхунда, лажно обвинета дека го запалила Куранот. Други 8 обвинети добија затворски казни од по 16 години, а 16 лица на кои им се судеше во овој процес беа ослободени. За сега не се знае какви казни ќе добијат 19 афганистански полицајци кои биле на должност кога се случило убиството, но не презеле ништо за да го спречат злосторството врз 28 годишната жена.
Само ден останува до парламентарните избори во Велика Британија. Партиските лидери прават последен обид да ги освојат гласачите пред отворањето на избирачките места во четвртокот. Премиерот Дейвид Камерон вети дека ториевците ќе продолжат да работат како досега за еднината на кралството, а лидерот на лабористите Ед Милибанд вети дека состави влада која ги става вработените луѓе на прво место. Либерал-демократот Ник Клек пак ќе понуди стабилност и услови за подобар живот. И покрај силните кампањи, анкетите покажуваат дека ниту една партија нема да добие доволно места за апсолутно мнозинство. Најмалку едно лице загинало, а 30 биле повредени, при што била предизвикана и голема материјална штета во силното невреме што ја погодило Северна Германија. Торнадото предизвикано од невремето кревало автомобили и до 70 метри височина, а биле оштетени и повеќе згради. Во Хамбург загинал 26 годишник, а неговата бремена девојка била повредена кога делови од зграда паднале врз нивниот автомобил. Силните ветришта ги прекинале автобускиот и железничкиот сообраќај, што довело до вистински сообраќајен хаос. Германските медиуми јавиле дека биле измерени ветришта со брзина од 119 км на час во околината на Ахен. Германските медиуми јавиле и дека 5 брода се откинале од пристаништето во Хамбург и дека имало повеќе судири на пловила. Невремето следело по невообичаено високите температури за овој период од годината. Времето денес беше сончево и многу топло. Кон крајот на денот имаше зголемување на облачноста. Температурите се движеа од 15 до 32 степени. Утре времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, на повеќе места ќе има пороен дожд, грмежи и засилен ветар. Локално можно е врнежите да бидат поинтензивни. Температурите ќе се движат од 10 до 28 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.